нашата претходна емисија ја запознавме Јасмина, жена со тивка, но несопирлива сила. Самохрана мајка на 4 деца која секој ден се буди со една мисија – да им подари љубов, сигурност и иднина, иако самиот живот често ја ставал на колена. Мајка сум, самохрана мајка сум и разведена воедно на 4 деца, од кои двете се големи, а двете се малецки. Ете, за жал, првиот сопруг што беше, значи, тој е татко на моите големи деца, од 20 и од 21 година почина. По смртта, пошто бев ми исклучени од струја, бев ми исклучени од вода, заради заостанати долгови од сметки, од многу астрономски сметки, куќата наша, седејќи на свеќе, се запали. Значи, избувна пожар, не успеавме да направиме ништо, значи куќата е изгорена. Тој едноставно почна чадот да чади. Значи, се разбудивме, тоа беше почна оган да гори. И едноставно истрчавме, кој боси, кој по чорапи, кој излеговме надвор. Тоа беше се потфатено, значи до плафон немаше ништо, надвор излеговме, беа комши собрани тука, барав, викав, помош им барав. Куќата ја оставив, за да си ги извлечам децата. Затоа што тие се најголемото богатство. Затоа што децата не се купуваат со пари. Животот не бил лесен, но секогаш го става доброто за своите деца на прво место. Тие се нејзиното најголемо богатство, нејзината сила и причина да продолжи напред. Јас сум многу богата мајка затоа што имам деца. Затоа што имам 4 прекрасни деца, што уште ги раснам. Значи, можеш да подмириш кирија, можеш да подмириш струја, можеш да подмириш вода, можеш да купиш храна на децата, мора да јадат. Јас не можам да ги оставам. Јас не сум јадала денови за да јадат моите деца. Имало моменти кои сум легнувала гладна. Ама тие биле сити и ќе бидат и ќе се борам. И никогаш нема да се откажам. Таа вели, се радувам на животот што го имам со моите деца, тие се моето најголемо богатство. Многу е тешко да гледаш дека треба да дадеш помош на твоето чедо, а дека таа помош не можеш да имаш. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Полицајка. Полицајка? Зошто? Да ја бранам мама Од што? од лоши луѓе. Зошто постојат лоши луѓе? Не сакаш никој да повреди мама? Никогаш повеќе? Сакам да имат нивен дом, нивен покрив. Тоа ми е желбата што ми е во ова моје срце мало што бие во моите гради. Незината приказна не беше само сведоштво за мајчинство, беше лекција за храброст, за истрајност, за тоа како срцето може да биде големо и тогаш кога животот е тежок. Работам и по цели денови сум работела. Во моментот да, сум вработена. Значи работам. Јас сум задоволна од мојата плата што ја земам. Премногу сум задоволна, меѓутоа мојата плата е многу мала. Трошковите се многу големи. Зборам целокупно за цела фамилија од 4 деца. Во случајов и јас сум. Значи тие деца треба на сабајле, доручек, на пладне, ручек, навечер, вечера. Значи им треба обувки, им треба книги. Значи им треба се. Целокупно се. За да моите деца не го осетат тоа што некогаш и јас не сум го осетила. Значи платата ми е 30.000. И нешто да речеме, некоја минимална сума. Од таа плата се плаќа 250 евра кирија, сметки за струја, ете, да заокружиме по 1802,
тука е парно, тука е вода и се понатаму. Сакам и јас да ве поздравам од нашиот пријател Flex Credit, кој што ви донира моментално 15.000 динари, кои што ќе ги искористите за бела техника. Што вам ви недостасува во домот, тоа ќе си одберете. Многу ви благодарам. Фала ви многу. Најмногу ви благодарам. Ете, ова за мене и ова не го очекував. Значи, вака ете, емоциите ме совладуваат, не може. Со здравје да си користите, што и да одбирате. Ми спомена дека едно од ќерките треба да прави операција. Треба да се оперисува, да, ама лекарите и викаат 50-50. Зашто се работи? Се работи за кичма. Таа е многу талентирана, исто како и големата. Значи, има многу голема желба за да учи, да постигне некоја цел. Има сега 19 години, Да, сега 20. заврши средно училиште. Така, да. Дали продолжи на факултет, дали... Не продолжи на факултет, затоа што ете, јас не можам финансиски, не можам да издржувам. А она сака да учи. Не знам колку сега ова ќе помогне за вашето расположение, меѓутоа јас имам една многу убава вест за таа ќерка. Нашата екипа и факултетот за туризам доделува стипендија да продолжи да учи. Се надевам дека сонот ќе се оствари. Јас сум ви многу благодарна, значи нејзиниот сон и мојот сон. Значи сонот на секоја мајка е сон. Кога мајката ќе го види своето дете да е среќно и да се смее. Значи, мајката е уште посреќна. И тогаш нешто се промени. Нешто се отвори. Веднаш по емитувањето на емисијата стигна долго очекуваниот повик. По цели 4 години чекање, конечно беше закажана операцијата за нејзината ќерка Ангела. Операција која беше од животно значење, а која до вчера беше само желба, молитва и неизвестност. Денес, со огромна благодарност велиме, операцијата е успешно извршена. Ангела, која долго време живееше со страф и болка, денес има нова шанса. Нов ден пред себе, ново дишење. Но приказната тука не застанува. Напротив, добрината почна да се движи како бран. На Универзитетот УТМС, токму во моментите кога Ангела се опоравуваше во болница, се донесе голема одлука да ѝ се додели целосна академска стипендија. Добар ти ден, Јасмина. Добар ден. Денеска време во нини се погоди, меѓутоа овој ден ти носи и стрес и радост. Така е. Што се случува? Зошто Ангела денеска не е тука? Ангела денеска не беше присутна овде, бидејќи по 4 години чекање, веднаш што заврши емисијата Срце на дланка, која бев и јас како личност представена во емисијата, и се јавија дека ќе фати процедура за незината 4 годишна чекање за операција. Тоа ќе се случи утре. И од една страна сум многу радосна, затоа што ќе се среди Ангела, затоа што ќе успее да застане да биде едноставно здрава личност, а од друга страна како мајка малку сум загрижена ама сето тоа ќе се надмине во најбрз период. Така. Јас си посакувам многу здравје и со лесно да помине операцијата. Фала ви. Дали знаеш зошто сме денес тука? Искрено не. Јас ќе ви кажам. Не знам дали ти е познато ова место. Ова е УТМС, односно универзитетот во кој што Ангела ќе студира. Па сега се расплака, Јас. Добре, многу се радувам што имаме и вакви убави моменти. Ајде да земеме стипендија за Ангела. Ајде. Леле, какво е убаво место. Нели? Прекрасно нешто, да. Ќе се допадне ли на Ангела? Јас мислам дека ќе се допадне,
кога јас ми се допаѓа, значи за ангела. Нема никаков Се проблем. надевам дека по 4 години кога ќе има диплома, ќе не викнете да снимиме. Како излага со диплома? Ајде додиме до кај деканат. На доделувањето присуствуваше нејзината мајка Јасмина. Стоеше таму со треперливи раце и солзи во очите, солзи на гордост, олеснување и надеж. Оваа стипендија не е само подарена шанса. Тоа е порака: ти можеш, ти заслужуваш и ти не си сама. Добар ден. Уште Добар еднаш ден. да ви се заблагодарам што ги отворивте вратите за нашата екипа. Како сте? Благодарам, одлично. Одлично. Се надевам дека и вие сте Многу убаво се добро во рамките чувствувам. на нашиот Се универзитет. чувствувам баш како дома и драго ми е така што ми е убаво на душата. Универзитетот Скопје ги отвори вратите за студентите, но и за оние млади личности кои немаат можност да се образуваат. Со овој гест УТМС е дефинитивно лидер во општествената одговорност. Така е. Универзитетот Скопје, општествената одговорност има вградено во својата мисија и многу високо како вредност котира во рамките на вредностниот систем на нашата организацијска култура. Ние, освен што се грижиме за образование на младите луѓе, се грижиме и да им овозможиме пристапност на сите оние кои што сакаат да учат. Отварањето на вакви програми за општествена одговорност им овозможуваат на талентираните млади луѓе кои што немаат финансии да си обезбедат високо образование, да им го овозможиме тоа. На тој начин, преку општествено одговорно делување, практично нашата институција инвестира во иднината на државата, во иднината на своето општество. Веќе сме препознаени како општествено одговорни, наградувани повеќе пати како институција. Нашиот ректор, професор доктор Раце Милинковски, исто така е наградуван како филантроп. Тоа значи дека не станува збор за некоја изолирана активност или едногодишен проект, апсолутно не. Станува збор за едно конзистентно делување во опкружувањето и за една искрена посветеност кон младите луѓе. Одлично. Браво. Секоја ве чест. Колку другите високо образовни институции треба да го следат овој ваш пример? Секоја високообразовна институција може и треба да биде општествено одговорна, бидејќи таа е и повикана да биде. Тоа е нејзината морална одговорност да биде општествено одговорна. Тоа што ние делуваме во окружувањето општествено одговорно не значи дека сакаме да се надпреваруваме со другите универзитети, апсолутно. Напротив, можеби еве ова да се свати како една покана сите заедно да делуваме во градењето на општество во кое што образованието ќе биде достапно, правично и поддржувачко за младите луѓе. Така е. На тој начин ќе придонесеме сите да сме задоволни, сите да сме среќни, заради тоа што ќе имаме подобра економија, ќе имаме подобра култура, а и генерација која што ќе чувствува дека нејзиниот талент е препознаен и вреднуван во опкружувањето. Тоа е визијата која што ја споделуваме и ја посакуваме за нашата татковина. Така е. Која е најважната лекција што ја учат студентите кои се дел од семејството на УТМС? Нормално е една високообразовна институција да дава знаење. Но на што ние ги учиме нашите студенти е да сватат дека вредноста на знаењето е во нејзината применливост, во применливоста на знаењето. Доколку тоа може да се примени и е корисно во опкружувањето, тогаш, дури еве и во со речникот на општествената одговорност да кажеме е и етички применливо во опкружувањето, тогаш можеме да кажеме дека тоа е она на што ние ги учиме нашите студенти. Исто така, освен академско образование, се трудиме да ги изградиме кај нив вештините за критичко размислување, вештините за решавање на реалните проблеми во опкружувањето, за соработка и секако ги подготвуваме да станат сериозни граѓани во оваа држава. Би споменала уште една ука што им ја даваме, а тоа е дека ниту еден успех, барем деловен успех, па и се во животот, не доаѓа случајно, туку тоа е производ на една макотрпна,
долготрајна, конзистентна работа, односно тие мора да делуваат во правец на континуирано градење на собствените компетенции и интегритет, доколку сакаат да бидат успешни. Може ли една порака за младите луѓе кои што сакаат да студираат на овој универзитет на УТМС, што се може да отберат како наука? Јас секогаш им велам на младите луѓе кои што сакаат да се определат за нивната професија или се мислат што е она што треба да го студираат или каде да влезат во која наука. Секогаш треба да тргнат од себе си, пред се да се анализираат, да видат што е она што ги инспирира, што ја примамува нивната љубопитност и ги придвижува напред. Дури тогаш ќе можат да се определат каде треба да го вложат својот труд. Она што ние како Универзитет Скопје можеме да им го понудиме, тоа се современи и конкурентни програми од областа на економијата, маркетингот, туризмот, информацијските технологии и секако менаџментот на човечки ресурси. Нашите програми не само што се конкурентни, туку и даваат една развојна перспектива, а секако и отвараат глобални можности за студентите. Тоа е она кон што ние ги насочуваме, а тие треба едноставно да дојдат со верба во себе, во својот потенцијал. Наше е да им дадеме знаење, да ги поддржиме и да им создадеме средина во која што ќе ги развијат своите таленти. Затоа сме секогаш расположени и секогаш тука. Така. Јас имам уште едно прашање. Еве, јас ќе се вратам на тие години кога сум се запишувала на факултет. Не сите ние знаеме точно која ни е љубовта спрема која професија на 18, на 19 години. Што се случува доколку еден студент се запише, не знам, на оделот туризам или човечки ресурси и потоа и вие како професор да видите дека нешто навистина друго му лежи и е талентиран за некоја друга гранка и да го посоветувате да премине во друга, да се префрли. Дали ви се случило никогаш такво нешто? Или некој студент да дојде да каже? Но морам нешто друго да кажам. Денешните студенти се зборувам во фазата, нели, матуранти, да кажам, во фазата кога се запишуваат, се многу поподготвени од времето кога добро, вие сте млада, но кога ние бевме, например, во таа ситуација да бираме, не бевме информирани. Сега информацијските технологии се толку достапни. Буквално им ги отвараат сите видици и точно знаат во која област и на кое поле треба да се определат и што таму треба да очекуваат. Но, доколку се случи некој студент тоа да го осознае или се дилеми подолго време каде да оди, се запишал на една струка, па потоа сака на друга, се трудиме тоа на време да биде, па да го префрлиме со време, доколку се случи такво нешто. Так. Но пак ќе кажам, многу поретко се случува сега, отколку што тоа во минатото се случувало. Да, може би сте во право, затоа што сега навистина се многу по-отворен интернет. Така е. Се и никако Еве, вештачката интелигенција си го прави своето. Така. Точно. Јас уште еднаш ви благодарам. Ангела денеска не можеше да присуствува затоа што конечно по 4 години и се јавија по нашата емисија и се јавија за да направи операција на кичма, која што 4 години ја чекаше. Меѓутоа, тука е незината мајка, која што се радува исто колку и Ангела. Јас ве оставам со неа за да ви се заблагодари. Јас ви се заблагодарувам од се срце за ваква голема од вас насока кон сите млади ете што востапивте контакт со мене, значи со мојата ќерка. Таа денеска не е овде, затоа што, ете, почна оперативен зафат, кој ќе од утре. Незиното закрепнување ќе биде малку потешко, ама се надевам дека се ќе се помине. Мојата благодарност не може да се опише со никој збор, затоа што ми излеговте во голема помош кон мене и кон мојата ќерка, што е доста многу талентирана и која што многу сака да учи. Ама јас како мајка, како родител не можев да ја дадам шанса да продолжи на високо образование, затоа што не сум моќна да продолжи со тие студии. Тоа е обврската на универзитетите.
Тоа е нашата обврска како општествено одговорна организација. Јас пред се и посакувам на Ангела многу брзо да закрепне, да оздрави и да ни се врати на факултетот. Стипендијата е секако од срце дадена. Благодарност голема. Особено заради нејзините таленти, а и истовремено и хендикепот кој што го има. Дефинитивно ова е нејзина година, не само што и се оствари желбата да студира, и се оствари желбата да биде подвргнет на една таква интервенција. Сакам да ве уверам дека не треба да се грижите, иако тоа е долготраен процес и ќе треба време да закрепне. Ние како кадар сме доста контактибилни, лесно контактибилни, не постојат бариери вообичаени како што нели се замислуваат меѓу професор и студент. Напротив, имаме блиски контакти, контактираме. Се она што не ќе може таа овдека да го усвои, ќе ја возможиме онлайн студирање во еден период додека да може да се врати, ќе бидеме во контакт за се што треба, ќе и помогнеме и јас се уверувам дека таа нема ништо да изгуби од наставата и ќе продолжи заедно со својата генерација и до година. Само се да биде во ред и брзо да ни оздрави. Голема благодарност од мене и од мојата ќерка. Таа упати кон мене голем поздрав за вас. Голема благодарност од нејзино име, затоа што денеска јас зборам во нејзино име и се заблагодарувам на сето она што постигнавте и што ете мојата ќерка еден ден ќе испадне со голема насмевка дека пред се прво ќе закрепне и понатаму ќе добие незината долго посакувана диплома на факултет. Да, пред се знаен, па е диплома. Така ќе си. дојде диплома. Така е. Ќе се фокусираме сега на знаењето, па здравје беше. Така За 4 години и ќе дипломираме. Така е. Се надевам, јас по неј имам голема надеж, затоа што е многу успешна. Ќе се види тоа. Значи тоа е понатамошна процедура на незината цел. Значи ако ја сака таа цел, ќе се бори за неа. Заедно ќе се бориме. Така е. И додека јавноста реагираше, пристигна уште еден гест што ги стопли срцата на сите нас. Значи платата ми е 30.000. Од таа плата се плаќа 250 евра. Кирија, сметки за струја, ете, да заокружиме по 1802. Тука е парно, тука е вода и се понатаму. Собственичката на станот во кој живее Јасмина, трогната од приказната, реши еден месец да не наплаќа кирија. Споминавте дека сте живеела во Драчева и дека домот ви изгорел. Што се случи со тој имот? Тој имот е уште нема правена оставинска постапка, значи оставинската постапка е стагнирана, пошто не беше ни префрлена, пошто маш ми покојниот имаше брат, кој што и тој е починат сега. Меѓутоа, таму нема никаква оставинска постапка на земјиште. Едино што направив јас е легализација на двор и куќа. Важно знам дека таа постапка е завршена, а сето друго е неподелено, запустена е таа куќа, значи не е функционална. Нема вода, нема струја. Значи, куќата во Драчево беше по договор помеѓу двајцата браќа, значи тој беше мојот сопруг и неговиот брат. Местото кај што живеевме, тоест бараката. Таа беше барака од 100 метри квадратни, значи голем простор. Позади бараката имаше доградба. Значи доградбата беше да ја земе брат, а делот од бараката со дворното место да припадне на нас. Значи на мојот покоен сопруг и мене фактички. Така да тоа затоа остана, ништо не се потегна после смртта на мојот сопруг. Се случи тоа што се случи. И тоа си остана како што е сега, значи неподелено, нерешено, стагнирано. Јас не можам да го
ниту да санирам, ниту да подмирам сметки за вода, ниту за струја, пошто таму е све исклучено. Нема струја, нема вода. Та треба, по мене, гледна точка, тоа треба да се прво направи оставинска постапка, регуларна, за да може понатаму јас, како да кажам, затоа тоа едноставно треба скроз цело од темел да се сруши, за да се направи нешто и да се реши некој, не знам што да кажам. Но тука не запре. Сваќајќи ја големата мака со оставинската постапка која трае со години и ја држи Јасмина без имот и без сигурност, таа понуди уште нешто поголемо. Таа лично ќе се погрижи целата оставина да се среди, целосно, професионално и без ниту еден денар трошок за семејството. Сепак, додека траат сите правни процеси, ова семејство се уште е под кирија. А времето не чека, трошоците не застануваат. Затоа денес упатуваме искрен човечки апел. Ни се потребни средства за 1 година кирија за Јасмина и нејзините 4 деца. 1 година сигурност додека оставината конечно се среди. 1 година мир за да може Ангела да закрепнува, а мајка и да се фокусира на децата, а не на неизвестноста. А по завршувањето на оставината, започнува нашата најголема мисија. Да им изградиме топол, безбеден, траен дом. Дом кој ќе биде нивни. Дом без страв, без преселби, без кирија. Дом во кој ќе има љубов, топлина и достоинство. Затоа денес секоја донација, секоја подадена рака, секој гест на хуманост значи нова страница во нивниот живот. Никој не може да го промени светот сам, но сите заедно можеме да го промениме светот на ова едно семејство. Ова не е само хуманост. Ова не е добрина што се шири. Ова е надеж што се буди. Ова е срце на дланка. Во секоја епизода на Срце на дланка се среќаваме со различни човечки судбини, но некои приказни не следат подолго со сите своји падови и мали победи. Денес повторно сме кај семејството Георгиевски, Ѓоко и Христина кои ги запознавме во почетокот на годинава. Под килија 20 години татко ми и мајка ми беа раздведени. Од кој можам да кажам, нели поради тие имотно-правни односи, го губи станот. Свекрва имаше многу долгови, на брзи кредити, извршители, дојде закаснувавме со кирија, струјата веќе ни се собра нови сметки, почнува деца ко деца си барат, да имат дома за јадење. Најпрво, кога почнав да работам, возев такси и после тоа ми се отвори можност да возам комби или помал камион во Швајцарија. Ние сме овдека под кирија, мајка ми ги подмирува трошоците за киријата и нешто што ја останува од платата нели ќе купи за јадење. Во повеќе наврати братучет ни има донесено, да не претерам, овие 4 месеци, а мислам дека 90% од храната што ни ја носи он, преживуваме од него. Нивната тажна приказна ни го скрши срцето и нам и на секој кој ги виде и слушна. Зошто Ѓоко е човек кој ја изгубил светлината во очите тогаш кога имал најголеми планови. А Христина, неговата сопруга, е млада, болна и оперирана, но секогаш со тивка надеж во гласот. Кога ги запознавме, живееја под кирија со 3 мали деца без сигурен покрив над главата, болни, невработени и со товарот на животот врз нивните рамења. Преку ноќ се деси да го изгубам окото и од тогаш животот ми е многу тежак. Дознав кога Ѓоко ми се јави на мобилен и ми каже дека веќе не гледа. Тој период беше тежок, ама моравме се бориме. Се што имавме дома што ни вредеше, го дадовме за да го спасиме него.
Во меѓувреме, со погрешна терапија, од болница дадена, Ѓоко почнал рани во самите очи да се проширува и да се создава поголеми. Дамјан, најстариот син, сега е второ деление, можам да кажам дека за негови години ја сака математиката. Пробуваме да решаваме задачи, меѓутоа јас не можам да видам ништо е напишано, ниту да му помогнам, ниту што се вика да повежбаме, да му напишам некоја реченица за или да ја прочитам. Јас бев на ендокринологија, бидејќи сум диабетичар. Таму седев 10 дена, морав да платам таму, лекови морав да купувам. Ја морам да се борам за тие деца, да ги обезбедам со дом. И покрај тоа што оперирана, морав да ги носам во школа, да не изостануваат од училиште. На снимањето семејството ни кажа дека дедото на Ѓоко сака да им подари дел од плац во Идризово, па сите се надевавме дека конечно доаѓа подобро утре. На мајка ми, татко е, значи дедо ми, кој што ми дава земјиште во дворното, негово земјиште во куќата, во Идризово, кај што живеат, позади неговата куќа, ми дава плат. Меѓутоа јас не сум моќен да направам ништо на тој плат. Ама во меѓувреме морам да ги сместам децата да си имат барем своја куќа, да ми се помогне да се изгради, пошто место ни дава на сопругот дедо му, ама финансиски сме ние многу исцрпени, што не можеме да си дозволиме. Но приказната не застана тука. Љубовта на блиските, подадените раце и хуманоста донесоа нова надеж во селото Ржаничино. Таму, на нов купен плац, со помош од сестрата на Ѓоко, роднините и донација од фирмата Два брата за постаментот, започна да се гради новото поглавје. Проектот за изградба на нова куќа за Ѓоко Ѓоргиевски, човек со големо срце и тежок животен пат, конечно доби своја реална форма. Започна изградбата на монтажната куќа благодарение на тимската соработка помеѓу Срце на Дланка и градежната компанија All Project Construction. Изградбата започна со подготовка на теренот и поставување на темелите, а веднаш потоа започна склопувањето на монтажните ѕидови дел по дел со голема прецизност и пожртвуваност. Стручните тимови работат посветено со една заедничка цел да му се овозможи на Ѓоко и неговото семејство достоинствен живот под сигурен покрив. Джемал, собственикот на All Project и изведувачот на градбата, со задоволство ни соопштува дека сите градежни материјали се веќе доставени на терен и дека изградбата се одвива според однапред утврдениот план. Новата куќа, вели тој, ќе биде функционална и топла, со 3 спални соби, дневна соба со кујна и купатило, идеален простор за достоинствен живот. Следните фази опфаќаат поставување на покривната конструкција, инсталации, прозорци и врати, како и финални внатрешни работи, а потоа ќе се заврши со фасадата, која ќе му даде топлина, убавина и трајност на ова ново семејно гнездо. На сите убави случувања и надежи ни се приклучи и една вест која уште повеќе не израдува. По вселувањето во новиот дом, Ѓоко веќе го чека и нова шанса за подобар живот.
Во месец август, откако конечно ќе се пресели во својата куќа, ќе го очекуваат и две важни операции на очите во Државната болница за очни болести. Благодарение на заложбата на доктор Кристијан Дума, Ѓоко веќе има закажани термини за хируршки зафати кои ќе значат спас за неговиот вид и можност повторно да го гледа светот околу себе. Оваа куќа не е само покрив над главата, таа представува нов почеток, светлина и надеж за еден човек кој со години чекал на правдата и човечноста да му тропнат наврата. А сега, благодарение на сите вас, тие конечно пристигнаа. И како што постојано велиме, хуманоста не е обврска, туку избор на срцето. Таа не се мери со тоа колку имаш, туку колку си подготвен да дадеш, дури и кога имаш малку. Во светот што брза, добрината е таа што остава најдлабоки траги. Ми спомена дека едно од ќерките треба да прави операција. Треба да се оперисува, да, ама лекарите и викаат 50-50. Зашто се работи? Се работи за кичма. Таа е многу талентирана, исто како и големата. Значи, има многу голема желба за да учи и да постигне некоја цел. Има сега 19 години. Да, сега 20. Заврши средно училиште. Така, да. Дали продолжи на факултет, дали... Не продолжи на факултет, затоа што ете, јас не можам финансиски, не можам да издржувам. А она сака да учи. Не знам колку сега ова ќе помогне за вашето расположение, меѓутоа јас имам една многу убава вест за таа ќерка. Нашата екипа и факултетот за туризам доделува стипендија да продолжи да учи. Се надевам дека сонот ќе се оствари. Јас сум ви многу благодарна, значи нејзиниот сон и мојот сон. Значи сонот на секоја мајка е сон. Кога мајката ќе го види своето дете да е среќно и да се смее. Значи мајката е уште посреќна. Добар ти ден, Јасмина. Добар ден. Денеска време во нини се погоди, меѓутоа овој ден ти носи и стрес и радост. Така е. Што се случува? Зошто Ангела денеска не е тука? Ангела денеска не беше присутна овде, бидејќи по 4 години чекање, веднаш што заврши емисијата Срце на дланка, која бев и јас како личност представена во емисијата, и се јавија дека ќе фати процедура за незината 4 годишна чекање за операција.
Тоа ќе се случи утре. И од една страна сум многу радосна, затоа што ќе се среди ангела, затоа што ќе успее да застане да биде едноставно здрава личност, а од друга страна како мајка малку сум загрижена и ама сето тоа ќе се надмине во најбрз период. Така. Јас си посакувам многу здравје и со лесно да помине операцијата. Фала ви. Дали знаеш зошто сме денес тука? Искрено не. Јас ќе ти кажам. Не знам дали ти е познато ова место. Ова е УТМС, односно универзитетот во кој што Ангела ќе студира. Апа сега се расплака, Јас. Добре, многу се радувам што имаме и вакви убави моменти. Ајде да земеме стипендија за Ангела. Ајде. Леле, какво е убаво место. Нели? Прекрасно нешто, да. Ќе се допадне ли на Ангела? Јас мислам дека ќе се допадне. Кога јас ми се допаѓа, значи за Ангела. Нема никаков Се проблем. надевам дека по 4 години кога ќе има диплома, ќе навикнете да снимиме. Како излага со диплома? Ајде да одиме до кај деканат. Голема благодарност од мене и од мојата ќерка. Таа упати кон мене голем поздрав за вас. Голема благодарност од нејзино име, затоа што денеска јас зборам во нејзино име и се заблагодарувам на сето она што постигнавте и што ете мојата ќерка еден ден ќе испадне со голема насмевка дека пред се прво ќе закрепне и понатаму ќе добие незината долго посакувана диплома на факултет. Да, пред се знаење, па е диплома. Така Ќе си. дојде диплома. Така е. Ќе се фокусираме сега на знаењето, па здравје беше. Така За е. 4 години и ќе дипломираме. Така е. Се надевам, јас во неј имам голема надеж, затоа што е многу успешна. Ќе се види тоа. Значи тоа е Така. понатамошна процедура на незината цел. Значи ако ја сака таа цел, ќе се бори за неа. Заедно ќе се бориме. Така е.